Почитувани, Груевски и ВМРО ДПМНЕ самите избраја да ја понесат одговорноста за тоа како ќе бидат организирани предвремените избори на 5 јуни. Ние постојано тврдиме дека прочистувањето на избирачкиот список е еден од основните предуслови за слободни, фер и демократски избори. На 9 февруари 2011 година Гордана Јанкуловска и Михајло Маневски на пресконференција објавија дека избирачкиот список е прочистен, со тоа и финален и завршен, и дека во него има 1.792.000 гласачи. Затоа е зачудувачки што вчера заменик председателот на ДИК го демантираше тоа и кажа дека во избирачкиот список има 1.835.000 гласачи, или 43.000 повеќе од бројката која објавија Јанкуловска и Маневски. Значи, само за 55 дена во наводно прочистениот избирачки список се појавија нови 43.000 гласачи. Тоа е исто како секој ден Груевски, Маневски и Јанкуловска да впишувале по 780 гласачи. Споредено со повеќе европски земји, во просек околу 70 до 80% од населението се регистрирани гласачи. Со вчерашната информација, власта сака да ни убеди дека речиси 90% од населението во Македонија се регистрирани гласачи. Сега се прашуваме како е можно, спротивно на препораките на ОПСЕ за прочистување на избирачкиот список и намалување на бројот на гласачи, благодарение на Груевски и ВМРО ДПМНЕ, избирачкиот список да биде се поголем. Ја користиме оваа прилика уште еднаш да го предупредиме Груевски дека вака контроверзен избирачки список ги подхранува сомневањата на јавноста дека на 5 јуни се подготвува избор на измама, кражба и манипулација со волјата на народот. Како што знаете, СДСМ се откажа од своите логични предуслови за фери демократски избори. Не сакавме да исполниме желбата на Груевски да оди на предвремени избори без опозицијата. Но и покрај злоупотребите на власта, СДСМ заедно со граѓаните ќе го порази овој тоталитарен режим. Никој не смее да си подигрува со народната волја. Затоа, ако Груевски се обиде да ги фалсификува овие избори, никој нема да може да го сопре легитимниот и оправдан револт на народот. Тогаш Груевски ќе биде одговорен за сите последици. Ви благодарам на вниманието и повелете ако имате прашања. Значи, со одбивањето на Груевски на ВМРО ДПМНЕ да има договор помеѓу власта и опозицијата и заедно да створиме услови за фери демократски избори, сета одговорност за организирањето на изборите, како во Македонија, така и во секоја демократска земја, паја на товарот на власта.